Добар ден, Македонијо! Добар ден до сите наши граѓани, до македонската диаспора, до градовите низ Македонија, до македонските села, до македонските семејства, до сите кои сте присутни или кои не следите преку интернет или друг медиум. Ова е нашиот одговор на СДСМ. Силата на ВМРО ДПМН. Ево народот. Народот кој не подржува. Во народот кој е со нас сиот овој изминат период. Во народот кој ни ги познава слабостите. Кој не укорува на грешките, но и кој ни ги знае предностите. Народот кој го слушаме, за кого се трудиме и работиме. Ние не сакаме преку ног некој да дојде, по можност да е од странство, нели, и да не донесе или остави на власт, и да ни дава разни нелегални, креирани сценарија на тацна, без да се помачиме, без да знаеме дека сме алтернатива, дека народот е со нас. Не, тоа кај другиве. Кај нив тоа проаѓа, кај нив се проаѓа. Тие би ја направиле таа работа како што гледаме. Што поскоро, тоа подобро. Ние сакаме да ја заслужиме довербата. Колку лесна би била политиката, драги пријатели, ако така би функционирало како што тие тераат, зарем не? Седи си дома, спој си се со агентурна мрежа, која работи за странци и си мислиш, ќе дојдеш на власт. Колку лесно би било така. Не е нашиот народ наивен, воопшто не е наивен. Овој народ поминал многу во минатото. Нашиот народ е мирен, спокоен, семен, сака сигурна иднина, сака известност. И не дај Боже да му брцнеш во око или да пробаш да го извлажеш и изманипулираш. Тогаш не те спасува ни странец обвинител, ни пак нарачани од некого изјави и надписи по странски медиуми, тогаш ни Владе Милчин, ни Фршко, а Бога ми ни Супермен не може да те спаси. Кога ќе засапаш по пат како нивниот, кој што е полн со недоречености, со интриги, измами, сценарија и туги интереси, тогаш е многу тешко да се вратиш од тој пат. Тогаш си цело време заложник на тој на кој си му ја продал душата. Нашиот народ не го поддржува тоа. Доказ за тоа се овие луѓе, сите вие, и овде во салата и надвор од салата. Доказ за тоа се илјадниците писма и пораки кои ги добиваме во изминатиот период. Доказ за тоа се на крај и истражувањата и анализите кои очигледно некој не сака да ги објави, а кои јасно покажуваа дека ова не им проаѓа, дека ова не им успева, дека народот ги има прочитано и дека народот во нив не гледа никаква алтернатива. Народот ги слуша, но не ги одобрува. Ги слуша, но не ги оправдува и поддржува. Затоа што народот бара од политичарите да бидат одговорни и да им понудат излез, известност, иднина, проекти, програма, конкретни мерки, работни места, повисок стандард, остварени ветувања кои ќе значат подобар живот за граѓаните и повеќе можност за секој од нив. Драги браќи и сестри, нашиот народ бара одговори и решенија за реалниот живот и проблеми. Вие не познавате доволно добро креирани големи сценарија и случаи ставени во негативен контекст. Како конструкција не е доволно да е засени нашата работа и делата заради кои не бирате и ни ја давате довербата. Тие дела се нашиот вистински лик. Во тие дела, проекти, мерки и реформи, во нив е вистината. Тоа сме ние.
Вистината не е некој абстрактен поим кој сега опозицијата сака да го монополизира и да го киднапира, мислејќи дека полагаат ексклузивно право на тоа да кажат што е вистина, а што не е. Тие го немаат тоа право. Вистината е во сите нас тука, во сите граѓани, и секој поединечно знае во што може, а во што не може да верува. Вистината е во постапките и чекорите заради кои граѓаните гласале за нас и не бираат 9 години поред на избори, во 9 изборни циклуси. Во делата е вистината. Во делата е вистината. Во проектите е вистината. Во 8,5 годишното деноногно работење за да се оствари ветеното е вистината. Во реформите, во новите работни места, во изграденото, создаденото, корисното.